Драги ученици, а сега да се обидеме она што го знаеме за рамнинските геометриски фигури да го примениме кај геометриските тела. Во денешното видео ќе се запознаеме со две геометриски тела, во чија форма можеме да препознаеме голем дел од употребливите предмети од секојдневниот живот. Да го погледнеме видеото и да се запознаеме со нив. За да изработиме мрежа на коцка, потребни ни се следните материјали. 8 топчиња, изработени од пластелин, кои што ќе ги представуваат темињата на коцката, 12 дрвени стапчиња со еднаква должина, кои што ќе ги представуваат страните на коцката и 12 сламки со жолта боја и еднаква должина, кои исто така ќе ги прекриваат овие дрвени стапчиња за мрежата да изгледа поубаво. Да започнеме со изработка на мрежата на коцка. И го изработивме првиот квадрат. Да го изработиме и следниот. Ова е првата страна. Втората страна. И сега останува уште да ги поставиме квадратите на одредено растојание, односно растојанието меѓу двата квадрати ќе бидат останатите 4 дрвени стапчиња со еднаква должина, кои ќе ги поставиме врз темињата на првиот квадрат. И квадратот кој што претходно го направивме. И при тоа ја добивме мрежата на коцка, чии ѕидови се квадрати, а коцката има 8 темиња и 12 рабови. А сега да ја изработиме мрежата на квадарот. За тоа ни се потребни исто така 8 топчиња од пластелин, бидејќи квадарот како коцката има 8 темиња, и 12 рабови, меѓутоа тука ќе бидат со различни должини, бидејќи кај квадарот ѕидовите се правоаголници. И тука имаме 3 различни групи по должина, односно имаме најдолги дрвени стапчиња и сламки, имаме средни по должина и најкратки. Да започнеме најпрво со правоаголникот, што ќе биде основа на квадарот и кој е по големина најголем од трите различни групи правоаголници. Ова е првата страна. Втората страна. Да ги поврземе страните на правоаголникот. И го добивме првиот правоаголник како основа на квадарот. Да изработиме уште еден ваков правоаголник. Ни требаат уште 4 темиња.
едната страна. Втората страна. Да ги споиме. И го добивме и вториот правоаголник. Сега останува само овој правоаголник да го поставиме на одредена висина. Висина ќе ни бидат останатите 4 чепкалки кои ќе ги поставиме во секое теме. Ќе ги прекриеме со сламките во зелена боја и врз нив ќе го поставиме правоаголникот. И на многу лесен и едноставен начин добивме многу интересна мрежа на квадар, која што можете и сами да ја изработите. Ова е шемата од која што можеме да го направиме квадарот од хартија. Шемата е составена од 6 правоаголници, онолку правоаголници колку што имавме како зидови кај мрежата на квадарот. Правоаголниците по големина се различни, односно спротивните правоаголници се еднакви по големина или имаме 3 пара на еднакви по големина правоаголници. И ако добро исечеме и сложиме, ќе го добиеме геометриското тело квадар. За разлика од квадарот, шемата на коцката е направена од 6 квадрати со еднаква големина и ако добро превиткаме и сложиме, ќе го добиеме геометриското тело коцка. Ова не е единствениот начин на кој што можат да се сложат квадратите во шемата за да добиеме коцка. Постојат 11 начини на кои што може да се подредат квадратите и при тоа, кога ќе ги пресечеме, превиткаме да добиеме коцка. Еве, например, овој начин. Или овој овде. Во работните листови дадени ви се околу 15 начини на кои што се сложени квадратите за да добиете шема на коцка, меѓутоа 4 од нив не се точни. Обидете се да откриете кои. А сега да направиме кратка рекапитулација на поимите со кои се запознавме во видеото. Коцката е геометриско тело чии зидови се квадрати. Квадарот е геометриско тело чии зидови се правоаголници. Заедничко за двете геометриски тела е тоа што имаат по 6 зидови, 8 темиња и 12 рабови. Ако ви се допадне начинот на кој ние го изработивме квадарот и коцката, ве покануваме да го направите истото и вие. Во работните листови на нашата страница ви се дадени шеми на квадар и коцка. Испечатете ги, исечете ги и направете ги геометриските тела од хартија или картон. И уште еден предизвик. Во работните листови за коцка ви се дадени 15 различни шеми, но коцката може да се изработи само со 11 од нив. Открите ги шемите во кои квадратите се погрешно поставени и издвоите ги точните шеми. Сликајте што сте сработили, фотографиите испратете ни ги да ги објавиме на страницата од нашата училница. Ви посакуваме пријатна работа и ви благодариме на вниманието.